беше таква тесна утакмица. Не, Ја искрено очекував Франција дебакал да им направи на Египет. Исто. И Тоа се тоа кажа. едноставно лесна победа, ама ете, Иако да Египет покажа Египет дека можат да играат раковет. мислам дека Египет Германија беше младинското кадеш првенство, светско првенство до 19 години што се играше кај нас. Добро? Мислам дека Египет освоија. Знам дека беше Египет Германија, мислам дека освоија египтјаните тогаш. Тоа која година сега скоро? 2019 и баш ја гледав во живо, Борис Ековски се одржуваше. Да, Египет во последни години имаат добар тим. И после 2 иако години не беа ги домакини знам. нели во светското Да, првенство. 2021. Да, домакини беа. У тоа короната буквално кој не е позитивен на корона, тој ќе освои. Буквално такво беше првенството. И Колку пати се откаже утакмица дека еден од репрезентативците имал корона и Пупу не важи утакмицата службена ја дава. И баш се сеќавам, не знам која конкретна репрезентација не овозможи. Мислам дека беше чешците. Чешка. Да. Чешка не успеа да склопат тим Да, како беше. склопат тим короната и на нас ни даде вајлд карта. Да. Иначе ние не требаше да играме. Немаше да играме затоа што за не сеќа во бараж бидејќи секогаш Мислам нема дека групна. баш од Чешка изгубивме. Не. Со Франција мислам играше. Франција игра? Со Франција игравме и Добро, се знаеше нормално, дека да. ќе не декласираат. Ама добро, сега со текот на годините сега сме мислам не еден, туку носители сме сега и погоре сме уж дрепката и Да. затоа ни се паѓаат полесни Да, противници. апсолутно. И се гледа против Франција да изгубивме, да се очекуваше, но фала Богу покажавме забеј, не дозволивме да биде Дебака. двоцифрена разлика. Да. Така што сепак сега почит на младата репрезентација на Македонија и ми се свиѓа што не дозволија да падне квалитетот на репрезентацијата по пенсионирањето на Мојсовски, Миркуловски, Лазаров и Да, други квалитетни играчи. Добро, ете тука е Кузмановски, што Да. покажа стварно дека Да, знае да биде Кузмановски, лидер. Да, уште од една десетина години веќе игра нели за репрезентацијата. Да, редовно. меѓутоа сега Но како со- лидер Да, сега последниве години. квалитетот го покажа А ете, на да. врно ниво. Ете Кире се одлучи Талески да го тргне. Да, многу ме изненади тоа. Да, тоа и мене ме после- изненади, Од ама која причина искрено не видов, Па, не следов. Кире кажа дека не бил доволно квалитетен во последно време и рече дека ќе му даде шанса во квалификацијскиот циклус. Да, Талевски знам беше еден од младите играчи на Металург. Талески Што беше се одличен играше. играч. Па потоа Сега- играше за Рен Левен. Да, и сега мислам дека гледав Вардар нешто играше пред и сега некој не ден, знам. потпишал за Охрид. За Охрид? Да, Да, така. да, така видов Јасно. нешто. Така да, ете. Од каде до каде може да стигне себе. Затоа искрено Затоа, еве, пример, Марко Митев му нудат Марко. од Магдебург, понудат 300.000 за трансфер. Мислам дека ја да сум на негово место нема да ја прифатам. Ќе си останам во Алкалуид барем уште година-две, Да. да стекнам уште поголемо искуство, па после да играм за таков. Иако за репрезентацијата можда подобро ќе биде да игра за Магдебург. Да. Да. Само не знам колку минутажа би имал таму. Точно така. Па и другите квалитети играчи треба да Што ќе кажеш ти